Институтот за јавно здравје ја следи состојбата поврзана со пријавениот мултинационален кластер на случаи на инфекција со хантавирус, поврзан со патување на крузерот во регионот во Јужниот Атлантски океан. Според информациите објавени од Светската здравствена организација, Европскиот центар за превенција и контрола на болести и националните здравствени власти на засегнатите земји, досега се регистрирани 8 потврдени како и сомнителни случаи кај патници и членови на екипажот, вклучително и 3 смртни исходи. Според моментално достапните информации, изложеноста најверојатно е поврзана со активности и престој во области каде постои природно присуство на глодари, природни резервоари на хантавирусите, соопштуваат денес од Институтот за јавно здравје на Македонија, нагласувајќи дека најнапред би сакала да кажам дека нема простор за било каква паника, бидејќи не постои опасност, ниту ризик во моментот за македонските граѓани, што е најважно во овој момент. Хантавирусите представуваат група на зооносни вируси кои циркулираат кај различни видови глодари. Луѓето најчесто се инфицираат преку вдишување на аеросоли контаминирани со урин, измет или секрети од инфицирани глодари, како и преку директен контакт со контаминирани површини. Ограничен пренос од човек на човек е документиран само кај одредени типови на хантавирус и се смета за редок. Не постои специфична антивирусна терапија или вакцина за хантавирусна инфекција. Лекувањето е супортивно. Превенцијата на хантавирусните инфекции првенствено зависи од намалувањето на контактот помеѓу луѓето и глодарите. Според моменталните созданија и проценките на меѓународните здравствени институции, ризикот за пошироката популација останува низок. Институтот за јавно здравје останува во постојана комуникација со меѓународните здравствени мрежи за рано предупредување и одговор. Континуирано ја следи состојбата и навремено ќе ја информира јавноста за сите нови сознанија, проценки на ризик и евентуални препораки. Оделението за вирусологија при Институтот за јавно здравје располага со реагенси за детекција на оваа група вируси. Она што исто така би сакала да го кажам дека Институтот за јавно здравје е подготвен со протоколи доколку има потреба од било каква реакција, а воедно ги поседува потребните реагенси, опрема, кадар, методологија за диагностика, доколку повторно ќе кажам има потреба. Стабилна бугарска влада и стабилни разговори со Бугарија во идниот период очекува претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот. Досега владите беа настабилни, нема одговорност, личија на оние на Третата и Четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Силјановска-Давкова опиша средба со заменик претседателката на Бугарија Илијана Јотова во Ереван, а импресиите се следниве. Да, во Ереван имав средба со претседателката Јотова, изгледа кога е на маргините и кога е надвор од политиката. И говорот е поинаков, беше пријателски, беше женски, беше инспиративен, беше ветувачки и сега забележав дека наскоро липите ќе цвета. Нови пораки до јавноста преку пресконференции денес разменија СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. За СДСМ клучно е што инфлацијата скокнала на 5,7%, поради што граѓаните трпат преку поскапа храна. Од друга страна, од ВМРО ДПМНЕ денес повторно на тапет ја ставаат националната совест на СДСМ, констатирајќи дека СДСМ и Филипче се додворуваат на Бугарија, испраќајќи пораки за ново национално предавство. Синдикалната потрошувачка кошничка во април достигна речиси 69.000 денари, а граѓаните имаат се помалку пари и се потешко преживуваат од месец во месец. ВМРО, ОКГ и Мицкоски одбија да го укинат ДДВ-то на храната, одбија да го намалат ДДВ-то на горивата на 5%, одбија да ги намалат цените на патарините и одбија да воведат било какви мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Одбија и да ја зголемат минималната плата на 600 евра. СДС и Филипче се додворуваат на Бугарија и испраќаат пораки дека се спремни за ново национално предавство. СДС и Филипче немаат црвени линии, тие за власт веднаш би направиле нови предавства. Филипче постојано изјавува дека уште веднаш е подготвен за уставни измени, без гаранции дека за Македонија тоа би била последната пречка.
планот за уништување на Македонија на Зоран Заев за ден повеќе власт, сега Венко Филипче сака да го продолжи, со тоа што се додворува за да исполнува агенди на други земји. Цените на горивата во идната недела ќе бидат пониски, најави премиерот Христијан Мицкоски, откако цената на барел нафта на светските берзи бележи намалување. За колку ќе бидат пониски малопродажните цени, Мицкоски не коментираше, но известно е дека тенденцијата на светските берзи ќе се рефлектира и кај нас. Јас очекувам, според ова што гледам последниот 2-3 дена, во понеделник да имаме поевтинување. До сега владата превзема повеќе антикризни мерки во однос на горивата, потенцира Мицкоски. Имаме намалени акцизи, имаме намалено ДДВ во случајов за безоловните горива. Тоа го чини прилично доста буџетот во овие, би рекол, повеќе од 60 на дена. Но тоа е што е. Резултатот од сето тоа е најевтини горива во регионот. И тоа кое што ние го правиме е да се обидеме со сите мерки кои што ни стојат на располагање да ги заштитиме, да го заштитиме стандардот на граѓаните. Во моментов цените на горивата кај нас се следниве. Моторен бензин Евросупер БС 95 се продава за 85 денари за литар. Моторниот бензин Евросупер БС 98 за 87 денари за литар. Дизел горивото Евродизел БС за 93,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно 1 за 98,5 денари за литар и мазотот М1 ХЦ за 49,720 денари за килограм. Дополнителното намалување ќе го намали притисокот на компаниите и економијата воопшто, особено во оние сектори каде нафтата е примарен енергенс. Трошоците за живот во април годинава се зголемени за 5,7% во споредба со истиот месец лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Индексот на цените на мало бележи годишен раст од 5%. На месечно ниво, инфлацијата во април изнесува 1,3%. Најголем раст на цените има кај алкохолните пијалоци и тутунот 10,2%, како и кај храната и безалкохолните пијалоци кои поскапеле за 8% на годишно ниво. Во однос на март, најголемо поскапување е регистрирано во секторот транспорт, каде цените пораснале за 10,1%. Според статистиката, цените на храната во април биле повисоки за 0,8% во однос на претходниот месец, а раст е забележан и кај облеката, обувките и услугите за лична нега. Во текот на месец април, Државниот пазарен инспекторат спроведе засилени контроли на територијата низ целата држава, при што биле реализирани вкупно 2525 инспекциски надзори. Според објавените податоци, издадени се 672 прекршочни налози, а вредноста на изречените прекршочни платни налози надминува 16 милиони денари. Најголем број контроли биле спроведени во областа на трговијата 840, потоа во делот на финансиската дисциплина 555, како и во гостителството со 266 надзори. Покрај казнените мерки, инспекторатот изрекол и 194 опомени, пошто ќе следуваат дополнителни контролни надзори. Бугарија денеска доби нова редовна влада предводена од Румен Радев, поранешен председател на државата и лидер на Прогресивна Бугарија. Народното собрание го избра кабинетот со 122 гласа за, 70 против и 36 воздржани, со што земјата формално влегува во нов политички циклус по години изборна нестабилност, краткотрени влади и исцрпувачки парламентарни блокади. Радев доаѓа на премиерската функција со ретко силна парламентарна позиција, неговата Прогресивна Бугарија. На изборите од 19 април освои 44,6% од гласовите и мнозинство во парламентот, што му отвара пат кон прва еднопартиска влада во Бугарија по речиси 3 децении. Грција започнува процес на обемни уставни измени со кои треба да се регулираат прашања поврзани со вештачката интелигенција, судството, изборниот систем и функционирањето на државната администрација. Владата на Кириакос Мицотакис подготвува пакет реформи што опфаќа околу 30 члена од уставот. Посебен акцент е ставен на регулирањето на вештачката интелигенција, при што се предлага уставна гаранција за заштита на граѓаните од можни злоупотреби и негативни последици од примената на АИ технологиите. Меѓу предложените измени се и забрана
за ретроактивни даноци и реформи во системот за оценување на државните службеници, 6-годишен мандат за председателот на државата, како и ограничување на улогата на парламентот во истрагите против министри. Премиерот на Србија Ѓуро Мацот денеска изјави дека предлогот на нафтената компанија МОЛ за купување на мнозинскиот руски удел во нафтената индустрија на Србија не е целосно прифатлив и дека е потребно да се коригира, а преговорите се уште се во тек. На прашањето за црвените линии на Србија во преговорите, Мацот за РТС изјави дека тоа е стабилноста на пазарот и снабдувањето и дека рафинеријата за нафта во Панчево мора да работи и дека мора да има гаранции дека Србија е примарна во одлучувањето што и како ќе произведува компанијата. Министерката за рударство и енергетика Дубравка Џедович-Хандановиќ вчера изјави дека Србија не е задоволна од предлогот на унгарската компанија МОЛ и рече дека преговорите ќе продолжат, но не по секоја цена. Според неа, несогласувањата првенствено се однесуваат на идната работа на рафинеријата за нафта и капацитетот за преработка на сурова нафта. Од септември ќе започне со работа најавуваниот ургентен центар во Штипската клиничка болница, изјави денеска на прес заменик генералниот директор доктор Билјана Евтимова. Во интерес на пациентите се надеваме летото ќе го завршиме така да од септември, сега да не кажуваме неблагодарно е да се каже период, но се надеваме од септември дека веќе ќе почне да биде во функција. Ургентниот центар ќе биде хируршки, интернистички за источниот и југоисточниот регион. Да бидат сместени првично да се диагностицираат и после тоа да се третираат таму каде што е потребно да бидат третирани во нашата болница. Кризата во заливот предизвика недостаток од суплементот контраст, што служи за така нареченото длабинско рентгенско снимање. У моментот имаме снимање и го чуваме заидни случаи. Повеќе сега тие што се за контроли што треба да прават снимки со контраст би сакал да се воздржат овие недела две доека не видиме со производителот како ќе се одвиваат работи. За 10 дена мамографот ќе биде поправен и ставен во функција, најави Захариев. Зошто нов нема да се купува? Во интерес на времето за пациентите да не чекат, бидејќи како нов апарат е процедура за јавна набавка што се одвива месец-два, понекогаш и 3 ако има жалби. Во се очекува штом стаса дело, се надеваме за 10 дена да профункционира. Дали со приемот на нови 25 работници, чиј оглас денеска е објавен, ќе се ублажи дефицитот од кадар во болницата? Релативно го ублажува дефицитот, но по завршувањето на овој оглас веќе во припрема сме и правиме планови за нов оглас што планираме здрави Боже некаде околу септември-октомври се надеваме да може уште еден оглас да распише. Па ние ќе бараме за околу 30 вработувања, колку ќе добиеме, тоа е веќе со договарање со Министерство за финансии и Министерство за здравство. Шведскиот амбасадор во Македонија, Олас Улстром, денеска престојуваше во Штип, каде заедно со градоначалникот Иван Јорданов, представници на УНИЦЕФ и Сдруженијето ЛИД присуствуваа на презентација на ученички проекти во рамки на програмата Upshift. На настанот беа презентирани иновативни решенија креирани од учениците од 3 средни училишта во општина Штип со фокус на заштита на животната средина и одржлив развој. На настанот присуствуваа ученици, наставници и ментори од училиштата, а беше истакнато дека ваквите иницијативи ја потикнуваат младинската креативност, иновациите и еколошката одговорност кај младите. Општина Пробиштип денес активно се вклучи во најголемата еколошка акција во Македонија, Генералка Викенд 2026. Покрај општината вклучени се и јавното предпријатие, Домот на културата, основните училишта, средното училиште. Ме радува што оваа година гледам дека и од поголемите приватни компании Булмак, фабриката за акумулатори Тапмак се вклучени активно со нивни представници. Има представници од невладини организации, Сдруженија на граѓани, Планинарското друштво, Црвениот крст и многу други граѓани. Според градоначалникот Тоневски, денес символично се одбележа започнувањето на оваа акција, која од година на година е во поголем обем. Се надевам дека ова ќе биде од година на година се поуспешна акција, која што не би требало да представува само по себе дека ќе се исчисти се во еден ден, туку символично пред се да го спречиме загадувањето на секој дел од општината и затоа
и овој ден го одбележавме како генералка викенд. Најкритични точки за справување со отпадот се дивите депонии и централното градско подрачје, нагласи градоначалникот Тоневски. Се надевам дека од година на година тоа ќе биде се подобро, односно нема да има контаминирање на овие чисти животни средини и дека свеста на граѓаните ќе се развива како што доликува на еден европски град. По повод 150 годишнината од Разловечкото востание, АД Национални пошти изработи официјална поштенска марка со мотиви од Разловечкото востание. Печатењето на марката беше завршено кон крајот на месец април оваа година, а официјалната промоција на поштенската марка 150 години Разловечко востание ќе се одржи на пригодна свеченост на 18 мај во спомен домот Асном во Делчево во рамките на манифестацијата за одбележување на значајниот јубилеј. Соопштуваат од општина Делчево. Промоцијата на марката ќе изврши Бојан Кареместевски, директор на секторот за поштенски операции при АД Поштина Македонија, како и градоначалникот на општина Делчево Иван Гоцевски. Петок пазарен ден за Штип, најголема фреквенција помеѓу пазарните тезги и овој пат нашите соговорници се различни во нивните коментари за тоа каков е денешниот пазар. За едни пазарот е скап, и велат и поточно што е скапо, скапи се јагодите 250 денари, скапи се доматите каде што може да се најдат и по 150 денари, меѓутоа велат дека и некои други продукти се ефтини. Еве како ти објаснуваат зошто е скапо. Скап е шо? Што е скапо? 50 динара, 70, 150 патлиџани. Колку се патлиџани? 150. Пипер 108, нема цреши. Цреши нема, само јаготките 250. Не, поскапи од некна. Што е поскапи? 100 динара, такви патлиџанчиња божи крушки, а 120 лут на ефтин, 140 онај поарењу. Добро е пазарот само кој има пари тај купува. Кој работи, ки има, кој не работи. Добро, и за тебе што е ефтино, што е скапо? Средно за мене, не е многу ни скапо, ни ефтино е. Добро е, ефтино е. Намалена цената. 50 крставиците. Што е намалено? Крставиците 50, патлиџаните 100, пиперо 100. Доматите 100 динара. 100 денара, Јаболките 60. Тоа прифатливо е за чек. Па добро се, зависи спрема пензиите. Еве да ги слушнеме и пазарџиите каков е денешниот пазарен ден. Дали тие се согласуваат со нашите соговорници? Пазарот денеска е прилично добар, значи има раздвижност, луѓе гледали сами да гледате, раздвижност повеќе од 1 мај. Денеска пазарот е добар, пиперо е 140 денари, најмногу се потражува пипер, патлиџанот е 140, краставичката е 70 денари и малку е скапа, затоа зелката 20 денари и 2 за 50 се зима. И денеска на пазарните тезги немаше цреши. Граѓаните објаснуваат зошто. Касне во оваа година пролета е малку ладничка и затоа нема цреши. По првомајските минусни утрински температури, кои ја уништија екзистенцијалната рамка на бројни семејства во Источна Македонија, Управата за хидрометеоролошки работи од денеска со ново предупредување, обилни дождови, грмежи и силен ветер. Невремето кое што се најавува од Управата за хидрометеоролошки работи, сега не е за ниски температури, што се однесува до температурите, ќе бидат минималните над 5 степени во источниот регион, така да од таа страна се безбедни. Меѓутоа се најавуваат невреме во смисла на грмежи и силен ветер. Денес ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд. Во попладневните часови се очекува намета да биде нестабилно, со порен дожд, грмежи и засилен ветер, кои што краткотрајно ќе бидат во форма на невреме. Истокот викендот ќе биде со високи утрински дневни температури, но и со засилен ветер од северен правец. Во источниот регион максималната температура ќе се движи во интервал од 17 до 21 степен. За утре исто начекува променливо облачно и нестабилно време со локален поран дожд и грмежи. На места процесите ќе бидат поинтензивни и ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Минималната температура за утре во источниот регион во интервал од 7 до 12 степени, а максималната во интервал од 18 до 23 степени.
Оваа временска бура наредната недела со ново предупредување, но на високи дневни температурни осцилации, кои некаде ќе достигнат и до 32 степен. Вторник, да речемо, максимални до 32 степени, сега во четврток нешто поладно до максимални 25 степени. Така да нема да биде такви ниски како што имаше на почетокот на месецот. Нема надворешно видливи траги на насилство на телото на починатата турска студентка во Штип. Точните причини за смртта ќе ги покаже обдукцијскиот наод, но насилство во случајот нема. Познато е дека таа самата се заклучила одвнатре, при што увидната екипа морала да влезе преку прозорец. Инаку, телото на 20 годишната УЕ беше пронајдено вчера во стан на улицата Васил Главинов. УЕ студирала на медицинскиот факултет, прва година на УГД Штип. Во врска со случајот, вчера се огласи и СВР Штип. На 7 мај 2026 година во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека во стан во Штип било пронајдено починато женско лице. Полициски службеници излегле на местото и било констатирано дека се работи за 20 годишната УЕ, државјанка на Република Турција. Овид изврши екипа на СВР Штип и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Соопштија од СВР Штип. Општина Виница информира дека на улицата Кеј 30 август наместо во отпад во контейнерите завршиле и 10 вреки цемент по 25 килограми, очигледно грешка во наменат. Се подсетува дека за градежен шут постои посебна локација на местото викано Сушица кај Кршладжиски мост. Од општината повикуваат случајот да се пријави доколку има информации за сторителот со цел преземање соодветни мерки. Вирални снимки прикажуваат луѓе кои по завршувањето на полнењето ги фрлаат каблите директно на бетон наместо да ги вратат на држачот. Оваа појава предизвика револт ширум светот, бидејќи ваквото однесување директно ја оштетува скапата заедничка опрема. Многу експерти кои ја следат состојбата во Кина тврдат дека ова не е само обична мрзеливост, туку и свесно злоупотребување на системот. Доколку кабелот не се врати во лежиштето, мобилната апликација често продолжува да покажува дека местото е зафатено. На овој начин, поединци си резервираат паркинг места и им оневозможуваат на другите возачи да го користат полночот додека тие ги завршуваат своите обврски. Проблемот е што фрлените приклучоци лесно се оштетуваат под тркалата на други автомобили што поминуваат. Поправките на овие уреди се исклучително скапи и бараат многу време за сервисирање. Властите и операторите размислуваат за воведување автоматски казни за секој што ќе го остави кабелот на земја. Системот би продолжил да наплатува од картичката на возачот се додека кабелот физички не се врати на своето место. Иако батеријата е наполнета, процесот нема да се смета за завршен без уредно враќање на опремата, со што би се спречил овој тренд. Утре времето делумно сончево, температурите ќе се искачат до 26 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 53%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 25 степени, Пробиштип 24, Чешиново Облешево 25, Кочани 26. Температурата во Виница до 24 степен, во Македонска Каменица 22, Делчево 24, Пехчево 19 и во Берово максимални 21 степен. Православните верници утре си спомнуваат за светиот свештеномаченик Василий епископ Амасиски. Католиците си спомнуваат за Пахомии.